Почитувани, освен рацете во медот и кавги за тендери, граѓаните не видоа ништо од работата на градоначалниците на ВМРО-ДПМН во изминатата цела година. ВМРО-ДПМН е локална власт во над 50 општини и заклучокот е тој. Нема нови проекти за граѓаните, нема напредок на општините, има само шпицен градоначалник околу чии интереси се врти буквално се. Видовме дека наместо пред граѓаните, градоначалниците од ВМРО-ДПМН даваат отчет пред својот партиски шеф Мицкоски. Токму Христијан Мицкоски е тој кој оди на сечење на ленти на некои игралишта, врши некакви увиди, додека градоначалниците на ВМРО-ДПМН пред него реферираат. Дури Мицкоски оди до таму што дава изјави во нивно име. Градоначалниците на ВМРО-ДПМН пак немаат никаков срам, одговараат пред Мицкоски понизно. Граѓаните воопшто не им се важни. На партиски настани се даваат партиски отчети, наместо на општински настани да се даде отчет пред граѓаните, исто како во времето на Никола Груевски. Дури видовме дека и лично Мицкоски е тој кој во име на градоначалниците преговара за набавка на автобуси, се меша во тендерите. Со тоа Мицкоски ја потврди улогата на шпицен градоначалник на секоја општина каде ВМРО-ДПМН е локална власт. Затоа почитувани изби и кавгата за тендер вреден 136 милиони за пречистителна станица во Скопје. Згора на се, градоначалниците од ВМРО-ДПМН удрија и по джебот на граѓаните. Ги поскапија услугите на јавните предпријатија кои се под надлежност на општините. Истите тие предпријатија за кои се тепаат за тендери, кои ги преполнија со партиски кадри од ВМРО-ДПМН, за потоа да бараат градоначалниците пари од владата. Почитувани, ВМРО-ДПМН покажа дека се уште е истата нереформирана партија која ги има поклопено општините, ги има партизирано локалните самоуправи и одработува за интересот на Мицкоски. Партијата на која не и се битни граѓаните, туку само лично богатење на одредена група луѓе. Една година општините предводени од ВМРО-ДПМН стагнираат, а за тоа вината е кај шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски. Ви благодарам.